Почитувани граѓани, почитуван народен правобранител, денеска го разгледуваме годишниот извештај на народниот правобранител за степенот на обезбедување, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права за 2022 година. Оној минатиот извештај го разгледавме и на пленарна седница во некаде пред месец, како што кажавте и предходно извештајот од 2021 година. И тој и овој извештај може да констатирам дека и да се заблагодарам на народниот правобранител и институцијата народен правобранител, дека доста критички се осврнал во овој извештај, исто како и минатиот извештај, и затоа уште еднаш голема благодарност до народниот правобранител. Сличен е извештајот со минатата година, со одредени разлики, мали, меѓутоа извештајот е негативен во однос на работата на институциите во државата. Може би мал напредок има само во делот на комуникацијата помеѓу институциите и народниот правобранител, меѓутоа тоа останало тамо до тие средби и потоа не е ништо преземено ниту направено за подобрување на целокупната ситуација во тие институции на државата. Јас ќе бидам краток, бидејќи, како што кажав, мене ми ова сличен извештај со минатата година кажав многу работи. Имавме прилика да кажуваме и во други дебати сличните тие работи од минатиот извештај, затоа нема да должам, нема да бидам долг во мојот говор. Ќе се осврнам само на делот околу правосудството и полициското овластување. Па, земајќи го предвид извештајот во делот на правосудството, може да констатирам она што и граѓаните го имаат констатирано, го констатирал и народниот правобранител, дека правосудството цело ни е во катастрофална ситуација, што за судскиот совет, што за судовите, што за обвинителството и така натаму. Значи, она констатација дека има само 3% доверба во судството, со други зборови е опишана и во извештајот на народниот правобранител. Повеќе прочитам едни делови на народниот правобранител што се однесува до правосудството. Еве, на почетокот за судскиот совет да се пристапи кон преиспитување на поефикасно функционирање, односно судскиот совет како надлежен орган да следи работата на судиите, континуирано да презема действија за утврдување на причините поради кој голем број на судски постапки се одолжуваат и не се почитуваат законските утврдени рокови за постапување по предметите и да се преземаат соодветни действија за надминување на овој проблем. Меѓутоа, овој проблем не може да биде надминат. Зашто не може да биде надминат? Еве еден пример, она што денеска се случи во судскиот совет. Заменикот на словите, значи денеска заменикот успеа да разреши Дамева, председателката, по кавгите, а таа му одговори одредени лица од политиката ќе бидат задоволни со ова. Нешто слично беше и со минатата председателка на Републичкиот судски совет. За јавноста подобро да биде запознаена и да знае за што зборуваме. И мојата констатација е и покрај оваквите извештаи на народниот правобранител дека не може да има напредок во целото правосудство. Еве, почнувам од Републичкиот судски совет. Што се случи денеска?
Председателката на Судскиот совет Весна Дамева е разрешена од функцијата, констатира нејзиниот заменик Селим Адеми. По кавгите што траја речиси 4 часа, а кога Дамева одби да се стави на гласање точка што ја немаше на дневниот ред, нејзиниот заменик реши да се гласа со кревање рака. 7 члена го поддржаа заменикот, кој го презеде раководењето на седницата при присуство на председателката Дамева. Председателката е разрешена и веќе не може да раководи со седницата. Констатира заменикот председател Селим Адеми дека седницата е завршена. Меѓутоа, председателката, бидејќи била присутна, дала некоја изјава. Председателот, иако е во салата, заменикот самоволно му го одзема раководењето и става точка на дневен ред. Јас сум ваш заложник и на луѓето што ви дадоа налог за седницата да се прекине. И сега, како ние да мислиме дека овие препораки кои ги дава народниот правобранител, дека до година ќе се средат работите. Кога во самиот Републички судски совет е катастрофална ситуацијата. Заменикот на седница ја разрешува председателката. Невидена работа. Невидена работа. Ја ова кога го прочитав, ја мислев дека е некои вести од жолт печат. А потоа добив дека навистина така се случило. И сега се погоди да зборам за извештајот на народниот правобранител и за да го кажем ова. Страшна работа. Не знам кај да одиме. И нели народниот правобранител единствена добра точка е констатира дека минатата година се состанувал со раководните луѓе на институциите и само тоа е доброто. Невидена работа. Срамота невидена што се случува во правосудството. Потоа, па за јавното обвинителство. Народниот правобранител во ова извештајна година препорачува обвинителството да постапува поажурно и навремено да презима действија за да учесниците во постапката немаат сомневање и страв дека гонењето ќе застари. Дека обвинителството е пристрасно и овој проблем е констатиран секоја извештајна година. Па како мислите кога Јовевски е државен обвинител? Ние тука беседи држевме за него. И ја имам разговарано може повеќе од 2-3 часа со случаи и примери, што не се преземани од негова страна и од страна на обвинителството постапка, односно постапка за тие случаи. Апсолутно препораката е во ред, меѓутоа нема шанси тука нешто да се подобри ситуацијата. Се додека е тој човек главен во обвинителството. Значи, имаме правосудство катастрофално. И ако не се среди правосудството, целосно зборам и Судскиот совет, и обвинителство, и судство, и така натаму, ние нема шанси да имаме напредок во оваа држава. Од тука почнува се. И затоа разговарам за овие работи. И ги поврзувам, сето ова го поврзувам со полициските овластувања, за кои и таму ќе ви кажам еден-два примери. За да го потврдам она што вие сте го констатирале преку средби со представници на институции и преку средби со граѓани представки што даваат и така натаму и така натаму. Бидејќи реков дека ќе бидам краток и дека многу работи имам кажано до сега, да не се повторувам, веднаш ќе отидам, бидејќи ги сметам тука за една целина правосудството и полицијата. Момент само да полициски овластувања. Сега ќе прочитам што народниот правобранител храбро
напишал, односно дал извештај. Во текот на 2022 година во областа полициски овластувања се евидентирани вкупно 146 преставки, што е зголемување во однос на претходната година кога беа поднесени 117 преставки. Преставките воглавно се однесува за непостапување на полициските органи согласно нивните законски должности и надлежности по пријавите на граѓаните. Имено и ова извештена година најголем број од преставките се однесува на непреземањето мерки по кривични пријави и други пријави на граѓаните. Непреземање мерки од страна на полицијата за заштита на животот и имотот на граѓаните. И фаќање на сторителите на кривични дела. Значи ова го потенцирам затоа што ќе го кажам со еден-два примери. Меѓу кои и за откривање на убиства и тешки кражби. Потоа пишувате, односно во извештајот пишува, по однос на преставките во кои граѓаните се жалеа за неоткривање на сторителите на кражби, сторени во нивните домови, народниот правобранител констатираше неефикасен и несериозен пристап на полицијата кон откривање на сторителите на овој вид кривични дела. Граѓаните и понатаму сметаат дека полицијата ги знае сторителите на кражбите, но дека намерно не ги открива, што представува сериозно обвинување кое народниот правобранител нема механизам да го утврди. Да, народниот правобранител нема, меѓутоа некој друг во иднина ќе има. Понатаму, во извештајната 2022 година, граѓаните и натаму поднесува преставки до народниот правобранител во кои се жалеа на пречекорување на службените овластувања и на непреземање дејства од страна на полициските службеници. Граѓаните, покрај тоа што барат интервенција од народниот правобранител за заштита на нивните уставни и законски права, истовремено се обраќаат, ќе потенцирам, и до Оделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди за преиспитување на работата и постапувањето на полициските службеници. И продолжувам, во насока на зајакнување на соработката, народниот правобранител оствари средба со помошник министерот кој раководи со Оделот за внатрешна контрола. Во текот на средбата беа побарани информации за тоа дали при постапувањето Оделот за внатрешна контрола остварува директни контакти со подносителите на преставките со оглед дека народниот правобранител има впечаток дека повеќе се земаат предвид исказите и доказите кои ги доставуваат полициските службеници, односно дека повеќе им се верува на исказите на полициските службеници наспроти на водите на подносителите на пријавите, односно на жртвите. Односно, јас ќе додам на граѓаните. Исто така беше истакната забелешка дека во некои од одговорите на Оделот за внатрешна контрола се наведува дека одредени факти и докази не можеле да бидат обезбедени со оглед дека не можеле да обезбедат снимки од видео надзор. Кога прочитав и потенцирав дека народниот правобранител оствари средба со помошник министерот кој раководи со Оделот за внатрешна контрола, господине народен правобранител, знаете ли кој е нов помошник министер? Комшија, сосед на министерот Оливер Спасовски, од Баново Трло Куманово. И вие очекувате дека тој ќе пристапи кон решавање на работите? Бог да чува и да брани. Тој е поставен тамо за да каже од кого се преставките на Оливер Спасовски, ако од полицајците да ги избрка од работа, ако од граѓаните да знае кои граѓани се и на некој друг начин со притисок да ги санкционира и нив. Бидејќи министерот е министер до 10 часот, како што кажува во извештајот од Греко. А во 11 си оди на партиска кампања со полициски службеници. И ова мене ми е сосема јасно. Сега ја го објаснам само заради граѓаните, да им го објаснам овој храбар извештај на народниот правобранител, на вашиот извештај. Кога се работи за внатрешна контрола, мислам дека, да, вие бевте за извештајот од минатата година, ви потенцирав еден случај во Кочани, каде едно правно лице, училиште средно,
има проблем со полицијата во Кочани за ден 18.10.2022 година. Јас ќе ви ги доставам документите, тогаш ви кажав, фотокопии, а меѓутоа ќе ви бидат доставени од правното лице оригиналите. 18.10. по наредба на началник кој веќе е сменет, покрај неколку дисциплински, меѓутоа не за ова, не за некои пострашни работи, туку за некои глупости, да се изразам така. 18.10. дава наредба без судски налог, без евидентирање во книгата за евиденции, во полициската станица, се упатуваат од стопански криминал полицајци неовластено одземајќи документи од училиштето, од средното училиште во Кочани. За тој случај, правното лице се обраќа до внатрешна контрола во Скопје. Внатрешна контрола во Скопје, кај овој господин, сега што го спомнав, комшијата на Оливер, го препраќа случајот до внатрешна контрола Штип. Овие го препраќа случајот до полициска станица Кочани. И знаете кој одговора дека нема никаков проблем. И истиот тој началник што ги пуштил овие без судски налог, без писмен налог, без евидентирано во книгата на евиденции. Страшна работа. Страшна работа. Кога ја увидуваат својата грешка, што направиле? Пробуваат со документација да направат манипулација. Наредниот месец, исто на истиот ден, 18 ноември 2022 година, во меѓувреме се одземени многу документи од тоа училиште и постои сомнеж за фалсификат на тие документи. Пред малку добив информација дека целиот училишен одбор денеска е свикан во полициска станица. Меѓутоа не за некој друг случај, за случај што училиштето го има добиено предмет и на основен суд и на апелација. Тортура. Тортура. А тој истиот началник, веќе биш началник, сега го ставаат началник на ОКРА. Тоа е оперативни информации, кај што се примат оперативни информации од полицајците. Истите тие полицајци кои му се собраа за да го разрешат, сега треба истите тие полицајци да му дават информативни оперативни информации што се случува во градот. Нонсенс. Страшна работа. Вториот случај за соработката на полицијата со криминалците. Истото и на седница го кажав. И им кажав и на Оливер Спасовски. Сакате ли да ви окажам името и презимето на тој што ја пали депонијата во истиот тој град? Тоа е со правосилна судска пресуда да лежи затвор. Не го затвара. Се до моментот кога преку водовод и општина носеа земја за да не гори тој огин, за да не чади градот. Заради здравјето на граѓаните со пиштол. Со пиштол му се заканува на вработениот, кој го гаси пожарот. Сега, мене ми е многу јасно. Најверојатно ќе испадне дека тој бил пластичен пиштол. Као по обичај. Меѓутоа, пред да се случи случајот, им го кажував, сакате ли со име и презиме и да ви кажам каде може да го фатите тој криминалец? А ја пали депонијата со неговите луѓе тамо заради пари од купопродажба, односно од продажба на старо железо. И парите, заедно со овие инспектори и началници ги делат. Продаваат
во нивниот купен центар и ги делат парите. Ете, тоа се случува во судството, тоа се случува во полицијата. И пак ќе кажам, многу храбро од ваша страна. Ја ова што го кажувам, е само за да имат представа граѓаните. Иако граѓаните знаат. Како може да се работи против криминалот, да се фатат криминалците кога една гази баба, една од најголемите општини во Македонија, и тоа 100 пати сум го кажал, и нема абер министерот, да назначи, односно да даде предлог за началник. Полициската станица Гази Баба е празна, без началник, година и 6 месеци. Тоа е нездрава работа. Тоа не е борба против криминалот. Јас знам сега што му е финтата на Оливер. Се плаши затоа што тие 3 предлога треба да отидат во совет на општина Гази Баба и не може да помине негов човек кој ќе биде заштитник на криминалот во Гази Баба. Заштитник на продажба на оружје, заштитник на продажба и трговија со дрога. Меѓутоа, мува него лази затоа што Гази Баба нема началник. Тој истиот началник што беше тамо во Гази Баба, Музафер Каришич, проба да го направи началник на СВР Скопје. Не успеа. Му даде веде да биде. Не успеа затоа што не му издава безбедносен сертификат. Може сега има. Станал началник на крим полиција. Затоа ги уверувам граѓаните. Ви уверувам и вас, господине народен правобранител, дека идната година ово истото ќе биде. Идната година. Значи ово извештај, односно ќе биде едната година до денот кога ВМРО ДПМН ќе формира влада. До тогаш извештајот сличен, копи-пейст ќе биде. Меѓутоа, после тој ден ќе има други извештаи. А јас ве советувам и за другата влада критички да се однесувате. Можда во другата влада ќе има луѓе кои ќе сака да ги поправат работите. Јас сум сигурен. Еден од нив сум јас кој сака да се поправат работите. Без правосудство и без добра, одлична полиција, ние не можеме да градиме добра иднина за овие граѓани. Редот и законот за граѓаните се најважни. Ви благодарам. И благодарам, колега. Затоа што имаме пленарна седница во 16 часот, овде ќе ја прекинам седницата. Ќе продолжиме во вторник, имаме уште 3 говорници, вклучително со мене, и ќе ги донесеме мерките, така да расправата по извештајот ќе ја завршиме во вторник и ќе одиме и со втората точка.